Сега треба да определиме плоштината на паралелограм, кој што е зададен со следните димензии. 9 дециметри по кратката страна, 13 дециметри по долгата страна и неговата диагонала, која што има 20 дециметри. Тоа е по долгата диагонала. А, Б, С, Д. Знаеме дека паралелограмот со оваа диагонала е поделен на два складни триаголници. Значи, триаголникот ABC, сега го бојам со жолта боја, и триаголникот ACD имаат еднакви плоштини. А значи, за да најдеме плоштината, на целиот паралелограм, треба да најдеме плоштината на барем едниот од триаголниците. А бидејќи знаеме дека кај паралелограмот имаше два пара наспротивни паралелни страни, ќе определиме плоштината P2 според Хероновата формула. Односно, знаеме дека е веќе заеме страната АБ е 13 дециметри, страната БЦ е 9 дециметри и страната АЦ е 20 дециметри. Едната ќе биде во улога на А, другата во улога на Б, третата во улога на С. Знаеме дека P2 на квадрат беше S по S минус А, по S минус Б, по S минус С. А S беше полупериметар. L ќе биде АБ плюс BC плюс АЦ. Периметарот ќе биде 13 плюс 9 плюс 20, тоа е 22 плюс 20, значи L е 42 дециметри. Од тука S ќе биде L половина или 21 дециметар. Ајде сега да ги најдеме колку се S минус А, S минус Б, S минус С. S минус А е 21 минус 13, тоа е 8, и тоа дециметри. S минус Б е 21 минус 9, тоа е всушност 12 дециметри. И S минус С е 21 минус 21 дециметр. Сега овие три вредности ги заменуваме во формулата за плоштината. Овој ќе биде еднаков на S. 21 по S минус А, 8 по S минус Б, 12 по S минус С, 1. Сега ако ги разложиме, овој ќе биде 7 по 3, 8-ката е 4 по 2, 12-ката е 4 по 3. На тој начин имаме една седумка, две тројки, две четворки. Значи, P2 на квадрат е 7 по 3 по 3 на квадрат по 2 по 4 на квадрат. Односно, како што знаеме од претходните задачи, е 3 по 4 по корен од 14, односно плоштината е 12 по корен од 14, това беше дециметри квадрат. А бидејќи знаеме дека целата плоштина е два пати по оваа плоштина, плоштината на целиот паралелограм е 2 по 12 по корен од 14 дециметри квадратни, односно тоа е 24 по корен од 14 дециметри квадратни. Ако сакате да најдеме точната вредност, треба да ја помножиме. Сега задачата под Б беше да се определи плоштината на ромб во случајот во кој што дадена е помалата диагонала, која што по должина е иста со страната на ромбот. По страната на ромбот по задачата имаше 8 км. Знаеме дека и ова е 8 км и диагоналата е 8 км. Во тој случај
Бидејќи се работи за ромб, знаеме дека кај ромбот сите страни се исти, но бидејќи дијагоналата е 8, со помош на таа дијагонала овој ромб е поделен на два складни рамнострани триаголници. Тоа значи дека плоштината што ќе означам црвената P1 и оваа плоштината P2 се исти и се работи за плоштина на рамностран триаголник. А плоштината на рамностран триаголник беше а на квадрат по корен од 3 врз 4. Кај нас а е 8 километри. Во тој случај плоштината P1 овдека, која што иста со P2, ќе биде две такви плоштини. Значи а на квадрат по корен од 3 врз 4, се крати со четворката, ќе биде двојка горе 1, значи плоштината што ни треба ќе биде а на квадрат по корен од 3 врз 2, односно плоштината ќе биде а е 8, 8 по 8 по корен од 3 врз 2, 8 и 2 се кратат, тоа е 4 овдека 1, значи плоштината што ни треба е 4 по 8 по корен од 3 и тоа е километри квадратни, или ако пресметаме, плоштината е 8 по 4, 32 по корен од 3 километри квадратни. Колку е плоштината и на целиот ромб кој што се состоеше од два рамнострани триаголници.